Почитувани пратеници, почитувана македонска јавност, жално е што ова се случува во собранието, ова насилно водење на собранието од страна на претседателот и на мнозинството во ова собрание, кој што гледаме дека и не е мнозинство, затоа што им фалат пратеници, па така со 59 пратеници гласаат точки, а кажуваат дека биле 65. Жално е што продолжувате собраниските служби да ги третирате на овој начин, покрај тоа што ги псуевте, сега да ги терате луѓето да лажно бројат или лажно представуваат колку присутни има пратеници во ова собрание. Па така од 59 наеднаш станаа 65 пратеници. Јас пратениците ги избројав и тие беа 59, не беа 65 и далеку сте од тие 65. Вие тие 65 пратеници не можете да ги соберите. Гледаме 2 дена 61 не можете да соберите, не 65 пратеници. Далеку сте од таа бројка 65. Ја посакувате, но ја немате, верувајте. Жално е ова што го правите со собранието на Република Македонија и што вака го водите ова собрание. Ова е насилно водење на собранието од малцинство на пратеници кои што немаат 61, а наметнуваат волја и носат закони како да имаат 61. Ги немате тие 61 и забрзо ќе го видите и тоа. Јас ќе кажам дека очигледно е дека на оваа влада ниту и биле, ниту и се приоритет потребите на граѓаните и маките на граѓаните. Тоа се гледа од предложениот денешен дневен ред на оваа собраниска седница, каде што прва точка на дневен ред сте ја ставиле избор на еден транзиционен политичар за кандидат за министер за локална самоуправа, а како втора точка сте ја ставиле избор на уставни судии кои неуставно сакате да ги изберете. Сте ставиле двајца од вкупно тројца кандидати, знаете дека тоа не е уставно и знаете дека за тоа на крај еден ден ќе се одговара, да ме верувате. Ова што се случува е невиден преседан во собранието. Се нема случајно никогаш во Република Македонија. И како што каже и координаторот, оставате лоша пракса која што некој понатака поинаку ќе толкува. За крај ќе кажам, ево ќе ви дадам уште една шанса, еднаш даде Апасиев, па Мицески, па колегата Александар Велјановски, јас уште еднаш ќе ви дадам шанса, точката број 2